Нудиме програма и проекти со кои ќе се стави крај на масовното излевање на млади кадри надвор од државата. Едно од мерките е младинска гаранција, со која ќе се овозможи секој млад човек по завршување на образованието да се вработи и при тоа да зема 20.000 денари плата, која ќе ја обезбеди државата. Ќе се поддржат младите кои сакаат да докторираат и магистрираат, како и младите земјоделци, рече кандидатот за градоначалник Благој Бочварски. Мерка која што ја предвидуваме е за земјоделците, младите земјоделци, за кои што предвидуваме 10.000 евра неповратни средства за да можат да продолжат да останат да работат на земјоделските полиња, да останат во овој сектор, да не заминуваат од Република Македонија. И уште една мерка е мерката во која што ќе има 10.000 евра неповратни средства за иновативни идеи за секој оној млад човек кој што ќе сака да отвори свој собствен бизнис овде во Република Македонија. На денешната пресконференција Бочварски ги повика и надлежните служби да го разгледат случајот со информатичарот во локалната самоуправа, кој пред неколку дена е без работа. Вработениот е вработен на определено работно време до крајот на оваа година. Тоа е до 31 декември, но изборниот закон и кажува дека според член 8а за време на изборна кампања, изборен период од 5 август од распишувањето на изборите до завршувањето на изборите не смее да се избрка и да биде отпуштен никој од општинска или од јавна администрација. Законот е јасен и затоа јас ги повикувам институциите на системот да ја прегледат оваа состојба, оваа ситуација со овој вработен и веднаш да поднесат кривична прижава до градоначалникот на општина Штип. Во пишана форма пристигне и ставот на градоначалникот Захариев по ова прашање. Во соопштението се вели: законите важат за сите, па и за споменатото лице кое речиси 1 месец не доаѓал на работното место. Согласно законот за работни односи, ако вработен не доаѓа на работа 3 дена, едно по друго, а при тоа не го известил својот предпоставен, му следи прекин на работниот однос. И покрај исполнетоста на условите за отказ, градоначалникот на Штип побара од споменатото лице да донесе доказ за отсуство, боледување или друг документ со кој може да го оправда недоаѓањето на работа, за да не го загуби работното место. Но тој не го направи тоа. Се вели во соопштението.